Тоа е исто, како сега јас да ве прашам, дали е вистина или е шпекулација, дека јас и вие сме се договориле да ви ги обезбедиме сите неопходни ресурси за време на последните избори, логистички и материјални, само да одзимате гласови од ВМРО-ДПМН, за да ја спасиме државата од Мицкоски. И при тоа да давате директно одговор дали е вистина или шпекулација. Дека договоривме да продолжите понатамо да не подржувате ако своите пратени. А не вака? Аде, волите се кмекме. И кога неколку души седат и разговараат за тоа да се искористи болката, гневот, бесот на граѓаните кои што загубиле своји во една огромна трагедија од светски размери, и сите останати околу нив кои што сочувствуваат со нив и кои што се свесни за размерите на трагедијата, кога такви неколку души седат и разговараат да се искористи овој гнев, оваа жалост кај граѓаните, кај ужалените, со цел да се предизвика немир, да се поремети јавниот ред и мир, да се ангажираат куп полициски сили, безбедносни сили во денови на национална жалост, да се дефокусира јавноста од прогонот што го прави власта на корумпираните кои што фактички беа подпалувачи на пожарот во дискотеката во Кочани. Тие таквите кои што седат и го договараат тоа во вакви околности, во ваков амбиент, со ваква предумисла, со вакви намери, не можете да ги ословувате како студенти. Тие имаат само еден епитет за таквите луѓе кои што го прават тоа, особено во вакви тешки околности за еден народ. Тие можете да ги подведете или да ги именувате како државни непријатели. Точка. Затоа што користат, плюс тоа, отежнувачка околност, користат трагедија за да ја подкопаат мирот и безбедноста на една држава. Кога сите, целокупниот државен апарат е фокусиран да ги расчисти, да ги фати сите инволвирани, сите виновни за трагедијата во Кочани. Сега, толку околу таа работа, колку се тие студенти, или не знам шо се, или ова се, или она се. Сега друга работа. Треба да знаете. Социјалдемократите од секогаш ги користеле разните невладини организации како регрутни центри. Од секогаш. Дали тоа било кога Македонија стана независна во тие први години на независност, или тоа е денес? Принципот е ист. Детево го даваат у такви невладини, кај што почнува тамо да го обучуваат на сите можни курназлаци за манипулација. Нормално неговиот, ќе се навратам за психолошкиот профил на овие луѓе, но ќе ги стават овие организации, кај што ги учат сите можни форми на манипулација со јавноста, со народот, ги индоктринираат уште повеќе во нивните идеолошки светогледи, кои што се веќе поставени дома од, да кажеме, од фамилијата, од тоа основната клетка кај што се воспитувани, вамо само им ги дозбогатуваат. Тоа значи да нема некоја особена симпатија кон се што е македонско, да гај одреден презир кон сопствениот народ, да се мисли себе дека е интернационалист, космополит, дека светот е некаде на друго место, никогаш не е тука кај што живее, со луѓето кај што е роден, со кои што растел, со учениците во школа, другарчињата пред зграда и така натаму. Секогаш се наскалило, така се воспитувани, се доживуваат себе си наскалило над сите останати. Скалило 2-3 зависи. И така воспитани, со сите овие форми на арогантно однесување, на патолошка нарцисоидност, со сето останато, што никогаш за нив нема и не можам, што од мали нозе се имаат
така да кажам, своји патронати, прво од дома, тато и мама, после пријателите, партиските другари на тато и мама, кои што дрмаат вамо или онамо, школувани се во најдобрите школи, поготоа тоа беше многу мода по самостојувањето на Македонија, многу таа социјалдемократска провиненција, децата си ги праќа да учат по Америки, по Европи, по вамо и тамо, обично со стипендии што ние граѓаните останатите ги плаќавме. Никој од нив од джеп не дал пари. А останативе, како што реков, ги пикаа по вие невладиниве и разни други джендер ЛГБТ организации кај што го вежбаа занаетот. За кога ќе дое моментот да ги префрлат кај нив во партија, обично кога доаѓа на власт, како што се случи Заев кога дојде на власт 2017, самите знаете колку од невладините организации влегоа да бидат советници во владата на Заев, да преземаат министерства, како метастази се расширија по сите министерства, ја паметите Царче, познатата министерка, која што имаше една откачена идеја да ги внесе сите джендер идеологии во основните училишта. Но ќе се вратиме после пак тамо. Како што знаете, дел од таа што ја викаа шарената влегоа беа у парламентот, па не додржа затоа што се тие обично вака психолошки профил човек кој ќе им прави многу разгалени деца, како што реков, што никогаш тешко немаат видено во животот, за нив никогаш немало не, ништо не било невозможно, што сакало животот, тоа му било возможно да го направи, па кога дојде моментот таквите од разни невладини да ги префрлат у влада, да бидат дури некои у парламентот, па многу брзо им се десија скандали, се сеќавате на Павле Полче, која се наречуваше од такси си нарачуваше со дилерот овакво за шмрц. Значи, тоа се генерации и генерации. Не зборам само за овие сегашниве, него зборам и за порано. Она што викаат јапиевци. Значи, они беа, како да ви кажам, дело тој, така да не речам, напреден, у наводници, скопски естаблишмент, и не само тук скопски, него веројатно и у други градови низ Македонија, кои што мислеа дека ги носат сите напредни идеи овој град, ја носат алтернативниот светоглед на светот во овој град. Мислеа дека слушаат најбоља музика, мислеа дека знаат, имаат гледано најбољи филмови, најаки писатели имаат читано. И кога доаѓаше момент, за нив никогаш немаше проблем. Дали биле, не знам, уметници, разни од филмот, од театарот, од музиката, сликари, дали биле во некоја друга бранша. Значи, кога доаѓаше момент, нив им се овозможуваше да ги покажат, да ги искажат сите своји потенцијали. Нивните патрони тоа го овозможуваа. Тата и мама од партија, пријателите на тата и мама од партија и останатите од партија. И затоа, од таквите илузорно е, глупо е да очекувате дека имаат чувство на емпатија развиено. Не. Они својата кариера, тоест својот живот го гледаат 100% низ призма на интерес. Со тоа што нели се за 4 прста попаметни од сите останати. Со таа нели предумисла у глава. И таквите со цел овој внатрешен ментален склоп што го имаат, со сваќањата што им се вбризгувани со години од мали нозе, мислам на она цел презир што го имаат кон својот народ, цела надменост што имаат кон сите останати што не се во нивната братија, во нивната партија, во нивната невладина секта, околина и така натаму, све е тоа форма од нижи вид, све се тоа, како да ви кажам, парамециуми и амеби во однос на нив, кои што можат и да се згазат, немаат проблем. Затоа тие таквите кои ќе ги напикаат во власта, од која ќе се докажат во невладината, рецимо, пошто невладините за нив се и огнено крштевање, затоа што ги користат моментот кога ќе дое вака до некоја заебанција, и тогаш им даваа задача да организираат протести, да организираат бунт, да организираат разни форми на граѓанска непослушност и така натаму, и тука ги гледаат, тука ако се докажат, ако се смени власта благодарение и на нивната граѓанска во наводници активност, тогаш си ги
викаат во своите редови и им даваат одредени клучни позиции, раководни позиции, вакви позиции, онакви позиции, важни позиции, и тогаш почнуваат да му се какаат на глава на секој нормален човек што не е како нив. Тоест е се спротивното од она што се тие самите. Токму затоа, кога ме правеа шарен, дека сум бил дел од шарената, дека ова, дека она, па ја често пати дури на телевизија сум кажал на некој така што намерно сакал да ме испровоцира, да ме измести од рамнотежа, ја тука нешто да полудам, да земам да хистеришем и така натаму и така натаму. Ја често пати сум им кажувал, окей, мислиш дека сум бил од шарената, најди една снимка кај што ќе ме најдеш, кај што ќе ме видиш мене како фрлам со боја кон некоја државна институција како што фрла со боја у тоа време. Не снимка кај што ја фрлам. Најди една снимка од илјадниците што се снимани у тоа време, кај што ќе ме видиш у позадина на тие што фрлаат боја. Не ја да фрлам боја, кај што ќе ме видиш у позадина вака застанат, евентуално како ракоплескам. Браво, како фрлаш со куртонот со боја на државни институции. Само една снимка најдете ми и јас ќе признам, ќе речам да, бев дел од шарената. Но друго ми беше зборот, апроповешело збор. Значи мене, како да ви кажам, на некој начин не ме вознемируваше тоа што некој ќе кажеше ти си дел од шарената у смисла на политичка смисла, демек сега не сум со тие, па сакам да избришам се што било тогаш. Демек сум бил дел од шарената, ама сега се правам, џомити не сум бил дел, нели? Не, мене не ме вознемируваше тоа, пошто ја знам, еве, просто е многу. Видете ги снимките, најдете ме кај ми име и кажете, еве си Саша, тука си, кој те еве, беше дел од шарената. Мене не ме вознемируваше тоа. Мене знаете ли највише што ме нервираше, тоа не можеш тогаш да го кажеш у јавност, нема да те сватат. Мене ме нервираше што ја никогаш не бев дел од таа, како да ви кажем, од таа провиненција, од таа групација на овие ликови за кои што ви правев психолошки профил. А истите беа. Како во 91, 2, 3, 4 година, така овие денес што се млад, значи истата провиненција, тоа на ист начин ги регрутираат, ги селектираат, на ист начин ги обликуваат, за после тоа да ги приберат у партија и да им дадат да се серат на остатокот од народот. Мене не ме вознемируваше, нели, тоа демек ти сега смени сврти оваква страна, па сакаш да избриш. Не, мене ме вознемируваше што како да им објасниш дека ја никогаш не бев дел од таа провиненција. Па мене таквите на курац ми да од секогаш бе. Затоа што ви реков за нив немаше проблем, немаше зима. Намислил да снима филм, од рукав добил пари да снима филм. Намислил да прави театарска представа, од рукав пари за театарска представа. Намислил да печати книга, да направи изложба, нати пари од тоа. И они беа познатите, така правеа кариери. Така ги имаше. Останативе не можевме да се приближиме до можност да добиеме така нешто од Сорос, од тие курвеција, мурвеција, како се викаат тие разни невладини што даваа, нели, за уметници, за културни работници у тоа време, кои што ова беа и одредено джендер дефинирани и така натаму, небитно. Како да ви кажам, мене ме курчеше тоа што ја, како да ви кажам, значи јас све сам имам постигнато у животот. Значи, без врски ме примија на факултет за драмски уметности. Никој од моите не бил ни уметник, а камо ли глумец. Никој. Јас сум џукела од улица. Кој ме знае од аеродромот, вамо од таму. Значи, на факултет за драмски ме примија од небо по ребра. Ја дури тогаш многу случајно избрав додам на глума. Ја немав ни некоја желба додам на глума. Тоа е многу зебана приказна тоа. Тамо како ја отидов на глума. Ама од безвезе. Небитно како. Втора работа. Драмски театар. Фала Богу, мојот драг колега, еден од најголемите глумци во македонскиот театар, Благоја Чоревски, уште жив. И нека биде жив уште 30 години минимум. Чоре беше директор кој ме примија мене од драмски театар. Какви врски, какви бакрачи. Значи, за разлика од овие останативе што ги зборам, тие беа фраери и фраерки на батерии. Така беше у 90-тите рани, тие генерации, што тогаш беа млади, веќе се моја возраст, така е со вие што ги гледате пленумци, што ги гледате како се координираат со разни гуруа на обоени револуции од соседството. Тие тешко животот немаат видено, за нив све било вака. И така и ќе остане вака. И затоа се у паметот вака. И затоа треба некој да ги акне со мацола вака у глава,
за да се свестат дека тоа што го прават е субверзивна дејност, дејства кои што водат кон овај уставно подривање на државата, дека државата, ако сака, може лесно да ги стави во графата на државни непријатели и за тоа да одговараат. Ова треба нивните патронатчиња, тато, мама и останатите од партија да им го кажат. Да е дошло време за чорке другови. Да ќе се ичи у чорку као што се иде данас у шопинг. За како се вика тоа Black Friday, црни петак. Тоа треба да им го кажете на копилјациве ваши, што ги бутате по невладини за после тоа да ги регрутирате у партија. Ова треба да им го кажете. Дечки, времето на шарени курназлаци заврши. Никој више не е глуп. Успеавте да го заведете народот 2016-17 година, ве прочитаа како селски буквар. Се набивте сами на колец кога бевте на власт. Више не очекувате овој народ дека ќе ви верува трошка. Ниту пак дека ќе паѓа на такви подмолни провокации од вашите дечиња, од невладиниве, од ЛГБТ и джендер организацииве. Помина тоа време. Така да приберете си ги дома и објаснете им ги овие работи, јас што ви ги кажувам. Кидат у затвор. У затвор кидат. Македонија тргна да го зајакнува својот имунитет, кој беше на нула. Ова што се случува денове ви е показна вежба за тоа. Македонија нема да биде иста како што беше пред 7 години, пред 5 години, како што била пред 30 години. Ако ова вака продолжи со овој интензитет, многу брзо сите останати во регионот и пошироко ќе сватат дека Македонија сега во овие денови го гради својот карактер, го гради својот имунолошки систем. Се надевам дека и власта, незините перјаници, дека се многу свесни за ова што го зборувам. Па затоа веројатно го прават. И треба да го направат доследно до крај, бескомпромисно. А потоа да се зафатат со чистење на сето останато. Прво нека го решат тоа. Така што манете ја таа ќорава работа со невладени, со ова, со она, со обиди за дестабилизација, за правење државни удари, оти никој повеќе не ви верува, само може да нафркате као жути мрави, ништо друго. Ништо друго, само ќе нафркате. Кидате у затвор. А тој е ваш граѓански активизам у наводници и не знам вашиот, како да кажам, вашите изблици на револуционерен бунт и гнев, кажувајте му ги на некој друг, не на мене. Или на некој како мене, или на било кој тамо. Тие бумбарски вештини на некој друг објаснувајте им ги. За вашиот џомити револуционерен дух, напреден, авангарден. Оти сте обоени од глава до пети. Вие сте, како што реков, фраери и фраерки на батерии за 20 партиски структури на социјалдемократите. И која сме веќе тука, не е лошо полека власта да размисли, особено Министерката за образование, за генералка во образовниот систем, чистење на сите вакви структури шаренолики од невладините кои што се напикаа тамо изминативе години, која беа социјалдемократите на власт, кога влегоа прво со наизглед бенигни програмчиња за образование, за ова, за она, за толеранција, за против насилство во школа, за после тоа да кулминираше со тие джендер идеологии што сакаше царчето, министерчето царче брутално да ги воведе во образованието, без да праша никого. Не е лошо, све што е од овој невладин сектор напикано во образованието, директно и индиректно, полека да го чистите од тамо, затоа што они се потенцијална опасност
за било што. А образованието е еден од најосетливите сектори. Тамо, ако им го ебеш знаењето, метафорички кажано, на децата, у сам старт, кога почнуваат да созреваат, кога им почнува процесот на индивидуација, од нив нема утре да стане ништо поинакво од овие полутаниве, фраериве и фраеркиве на батерии што ги гледавме сега на тој убаво уредно снимениот клип која се во координација со српска инструкторка за шарени револуции. Тоа мора да биде, значи, дел од оваа акција, од една многу поголема сеопфатна акција со која што полека ќе почнеме да луфтираме, да правиме генералка и да видиме колку сме и дали токму сме. Ако сме не токму, тогаш џабе се.